Иако меѓу луѓето во Пијанец одамна е познато дека ракијата е машки пијалок, сепак годинешната награда за највесела ракија, подготвена во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата, замина во рацете на жена. Велика Ангеловска од село Град е производител на ракија веќе години наназад. Годишно таа пече околу 300 казани, што значи над 4500 литри 50 ракија. За да се произведе квалитетна ракија, како што вели Ангеловска, е потребно многу труд и пред се добра хигиена. Затоа додава таа кој работи и ќе има. Многу години берем сливи, правим ракија, посто казано стварувам. Ракијата додек да дое убава, треба многу масраф, многу труд, многу дрва и многу хигиена, чисто. Да биде убава ракијата. Ракијата правим 50 сетка. Казаните са ми мали, не са многу големи, ама по 15 кг искарувам по 50-ка. Од овие казани колку ракија ќе? Овие казани може, тој треба да пуши 17 кг. Еве како што рековте Сабајле, наградата во ваши раце, највесела ракија. Како е? Весела ракија, таа нема да плаче, само ќе игри ќе пое. Убава е секако да кој е здрав и жив да искара и да спре. 6. Може повеќе да беше, не мериме баш. Колку литри? Колку литри исто? Сигурно има 18. Испиеме половин. Често. Нека пробат, нека таа не се дома носи. Вика туа да се испие, да се провеселиме сите, здрави, живи да бидеме. Честитки уште еднаш за наградата. Многу да остареате младите и като нас, и повеќе од нас, ние сме млади оште. Инаку подготовката на највеселата ракија се чини беше најатрактивниот дел во рамки на празникот на модрата слива во Пијанец. И останатите учесници се сложија дека за добра ракија потребно е пред се добар казан, одлично созреана слива, а ракијата која во случајот произлезе од казанот на Сдруженијето на граѓани Аронија за Ѓорги Ивановски беше од чиста органска слива, производство кое тој го практикува од 2005 година. Ова е казан на најстар начин како се вари ракија. Инаке обезбедено од Сдруженијето на Аронија, комуните ја го обезбедува и јас ги варам ракијата. Инак комуните потекнува од производство на органска слива. Јас веќе 6-7 години сум производител, значи од 2005 сум производител на органска слива, така да секоја година производам. Колку време е неопходно да се вари ракијата за да се дојде до првата капа? Па, овој казан, пошто сега е зидан, му треба некои 2 сата да протече, 2,5. Инаку ако е топол казан, и за пократко. Инаку 6 до 7 сата може да се вари ракија. Па од оваа количина нека јас имам околу 90 литра комина, па рачунам на 15 литра 14, пошто е квалитетна оваа година комината и така. За колку степени ќе биде ракијата? Ракијата ќе биде 50 степени. Оние кои имаа прилика да дегустираат од 50-ката се сложија дека квалитетот е одличен и препорачаа за следната година уште повеќе награди за учесниците. Арна е наубава, ја пробах и на таа второ место сада, тачно са оценили. Убава е многу. Нека е со среќа, нека така си варат да си продолжат. Целата манифестација како ви се допаѓа? Целата манифестација? Многу убаво. Многу убаво направихте, севото е добро. Понапреш не пиех многу, ама пинувах си така за муабет и дека сме одили на свадба. Ама са после ми се преа, само по една чашка пина, кој ми доаат човеци, од маленките става шишето на масата, нека се пинува, они јас си толку. И ја имам 50 ракија варил, ја по 600.000 сум ракија варил. Манифестацијата е одлична, ми се допаѓа ова што е организирано, треба до година да има повеќе учесници и да има награди поголеми. Пример награда кој е најдобар да има казан или некои други поголеми награди, ќе има повеќе учесници. Судејќи по задоволството кое се надзираше кај дел од посетителите, се чини дека настанот кој годинава за прв пат ја славеше модрата слива во Пијанечко ги оправда очекувањата. Во рамки на овој настан, насадот на Гројица Синадиновски заслужено го понесе епитетот за најгрижливо одгледан насан на територијата на Пијанечко.